Поради стресот и траумата која ја преживеа во пожарот на модуларната болница во Тетово, 12 преживеани пациенти со COVID-19 имаат потреба од психијатарска помош. Медицинскиот персонал заедно со граѓаните кои биле во близина ги изнесувале преку прозорците на објектот, а потоа биле префрлени на интерното оделение. Доктор Гзим Нуредини вели дека по направените медицински прегледи, сега тие се во релативно добра здравствена состојба. Кои што биле навистина травматизирани, би рекол, од психолошка природа, биле прегледени од псијатар и кај нив е констатирано дека се работи за нормална стрес ситуација која тие го доживеале, преживеале, би рекол, и сите се, би рекол, во релативно добра состојба, иначе тие сите се на кислородна поддршка и очекуваме и идните денови да бидат и подобри и пуштени дома. Откако оставка од своите функции поднесоа директорот на Тетовската болница Флорин Бесими и финансискиот директор Арта Нетеми, управата ќе одлучува како ќе продолжи да работи болницата. Доктор Нуредини вели дека таква одлука мора да биде донесена што поскоро. Па сега во овие денови ќе видиме како ќе функционира, иначе болницата не може да остане без, би рекол, подписници. Оти, навистина, овде има и технички работи, лекарства, плати и така натаму. Тоа ќе ви обавестиме за 2-3 дена. Иако се намалени бројките на ново заразени со ковид во Тетовско, сепак во болницата се уште има нови приеми. Во изминатото деноноќе биле хоспитализирани 5 нови пациенти, со што вкупниот број на лица со COVID-19 кои се на лекување изнесува 53. Се уште е големи бројот на амбуланските прегледи, односно за едно деноноќе медицинска помош побарале 78 лица. За среќа нема починати.